на факултетот за драмски уметности, 4-та година, одсек актерска игра. Освен целосна посветеност на факултетот и на тоа што го правиш, друга тајна не гледам. Здраво, јас сум Батухан Ибрахим, дипломиран на филмска и ТВ режија на ФДУ, моментално демонстратор на филмска и ТВ режија. Тајната на успешен студент веројатно нема некоја си конкретна формула, но мислам дека е многу работа, вложување на себе и справување со сите пречки. Помислам дека можностите до некаде си ги создаваме и самите со нашата посветеност, со тоа колку сме вредни, колку се трудиме и колку се посветуваме. Јас сум Мими Таневска-Србиновска, дипломирав токму на овој факултет во далечната 84-та година. Мојата примерна професија е актерка, работев долги години и бев работена во Македонскиот народен театар. Потоа се префрлив на факултетот за драмски уметности, сакајќи да го пренесам сето свое искуство што го стекнав и за време на студирањето, можам да кажам, и за време на моето работење во театарот. По завршувањето на факултетот, навистина нашите студенти се многу барани и отворени се вратите за вработување на сите јавни културни установи, како што се театарски куќи, продуцентски куќи, филмски продукции, се разбира независната сцена. Надворешни активности би можела да кажам дека се оние задачи кои ги добиваме надвор од факултетот, да учествуваме во филмови, во реклами, во театарски представи од институционалните или алтернативните сцени. Исто така би го издвоила фестивалот Скомрахи, кој се случува секоја година и е главно обележје на нашиот факултет. Дополнителна активност би била академската сцена, на која што ние ги играме нашите испитни представи. И навистина интересот кај младата публика, особено за нашите представи, е навистина голем. Представите ги играме повеќе пати и дури е забележано дека една представа е одиграна дури 50 пати. Просто нема човек, нема студент во УКИМ навистина кој што не се заинтересирал за академската сцена. По некои да душе и повеќе ги интересираат журките што се прават после академска сцена, но тоа е се во склоп на заедничкото нивно дружење и тие журки може да бидат некој пат навистина многу симпатични. Мислам дека пандемијата ни наметна на сите нови услови на работење, нови предизвици кои се разбира во овој период заедно со студентите успеавме некако да ги совладаме и мислам дека со помош на нашата креативност и посветеност успеавме некако да го одржиме тој висок квалитет на наставата кој што факултетот за драмски уметности од секогаш го има. Па разликата е тоа што за време на корона, во време на карантинот имав повеќе време да размислувам за себе и за тоа што јас правам во животот. И искрено ми помогна и мислам дека за мене тоа делуваше позитивно. Мислам дека сите студенти имаа време да размислат прво за себе, да се фокусираат повеќе на себе, пошто нашата професија и уметноста го бара тоа. Особено за мојот оддел и за мојата професија не е баш најсрекна, што луѓето не може да одат во кино да снимаат филмови, но мислам дека филмот и уметноста твори за човекот, го истражува човекот и ова е моментално нашата реалност, така да само треба да ја бележиме и да ја документираме. Па досега на овој факултет се имат запишано 822 студенти, а дипломирано околу 620 студенти. Магистранти имаме околу 75, а докторанти, односно што завршиле, што станале доктори на уметности, имаме 13 души. Нашиот факултет има факултетско студентско собрание, кое е фокусирано на правата
и активностите на студентите. Имаме академска сцена која е исто фокусирано на прикажување на театарски представи, испитни филмови, испитни представи и проекти. И имаме факултетски фестивал, интернационален факултетски фестивал, кој што се одржува секоја година. Тоа е Скомрахи и од цел свет се собираат студенти со нивните представи и филмови, тука ги гледаме, соработуваме и се дружиме. Па еден ден на нашиот факултет е прилично долг. Најчесто почнуваме со предавања на кај 9 часот наутро и завршуваме во просечно 8 навечер. Часовите се секогаш интересни и најчесто се со физички активности, например техника на глас, сценски говор, каде што работиме на нашиот глас, актерска игра, имаме сценски танци, движења, акробатика, слично, така да по цели денови сме тук. Нашиот факултет е многу познат по нашето бифе и дворот. Секој утро пред предавања или активности се собираме тука, се пие кафе, нели ова беше све пред пандемијата, моментално не. Се собираме тука, сите професори и студенти се заедно и персоналот, заедно се пие кафе, се доручкува, се седи, се прави муабети, има некаква си дружба, синергија. После тоа се одат на предавања, имате практична и теоретска настава. Теоретската настава генерално е во втората половина од денот. Целиот наставно-образовен процес на нашиот факултет се организира во работата на 7 единици или катедри. Тоа се катедрата за драмски актери, катедрата за театарска режија, катедрата за филмска и телевизиска режија, катедрата за филмско и телевизиско снимање, катедрата за филмска и телевизиска монтажа, катедрата за продукција и катедрата за театарска и филмска драматургија. Па не знам, тоа по некоја си статистика веројатно актерска игра, но од година во година се менува. За сите смерови има голем интерес. Па, морам да признам дека тоа сепак е се драмските актери. Затоа што навистина на часовите по актерска игра се специфична е наставата. И навистина се работи преку практични вежби и навистина има голема радост на создавањето, наместо дисциплина. Мојата порака до идните студенти е прилично клише, тоа е да не се откажуваат од своите соништа, бидејќи тоа е навистина така и е многу важно за оваа професија, да бидат истрени и да одат до крај. Мојата порака до идните студенти е да работат многу. Генерално ги фаќа страф од уметност и од оваа професија, но ако ја сакаат да одат до крај, и мислам дека ќе им се исплати да вложуваат највеќе во себе и во тоа што го сакаат. Најсигурна инвестиција за секој млад човек е образованието. Така да мојата порака би била да вложуваат во образованието, зашто тоа ќе им возможи да ја составаат самите својата идеја породица. Ова ќе биде со 3 збора, ама мислам дека карактеристика е на нашиот факултет без барикади. Дом.